издание. Денес е погребот на Џорџ Флојд, чија смрт предизвика протести низ целата држава. Демократите со иницијатива за длабоки реформи во полицијата и Трамп најави оти размислува за промени. А како пандемијата се одрази врз бегалците во Македонија? Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Денес е погребот на Џорџ Флојд, афроамериканецот кој почина како последица на полициска бруталност. Семејството и пријателите денеска му даваат последна почит на Џорџ Флојд во Хјустон, 2 недели откако тој почина како резултат на полициска бруталност што предизвика протести низ целата држава. По комеморативната служба во Хјустон со полициска придружба погребната поврка ќе биде испратена до блискиот град Перланд, каде ќе биде погребан до неговата мајка. Демократите во Конгресот во понеделникот повикаа на најголема реформа на законите за полицијата во изминативе неколку децении. Целта на предлог законот е да се прошири отчетноста и одговорноста на полицијата, да се овозможи следење на проблематични службеници преку национален регистар за лошо полициско постапување и да се стави крај на префрлањето воена опрема на полициските оддели низ земјата. Легислативата има за цел и да го забрани притискањето на вратот при приведување во случаи за дрога на федерално ниво и истовремено да изврши притисок врз локалните и врз властите во сојузните држави да донесат слични забрани со тоа што ќе го запре финансирањето доколку не го направа тоа. Председателот Доналд Трамп во понеделникот попладне одржа тркалезна маса за силите на редот на која ја пофали полицијата дека прави неверојатна работа за државата. Тој рече дека полицијата, која се соочува со реакции за бруталност особено кон афроамериканците, би можела да функционира на помалку груб начин. Сепак председателот потенцираше дека не може да се откажеме од, како што рече, најдобрите сили за спроведување на законот во светот. Трамп рече дека неговата администрација разгледува идеи за полициска реформа. Сепак длабинската реформа на полицијата која ја предложија демократите во Конгресот не е стартна позиција за Белата куќа. А како пандемијата се одрази врз бегалците кои влегуваат во Македонија? Мики Трајковски известува. Thank you very much for help and now I coming in Serbia I'm healthy and good. Ова е пораката која овој 27 годишен афганистанец ја испратил на неговите најблиски по неговото пристигнување одамна во земјава, во домот на хуманитарката Ленче Здравкин. Тоа е само еден од илјадниците мигранти кои ниту ширењето на заразата од коронавирусот, ниту пак затворените граници не ги обесхрабрува да заминат на долгиот пат до Западна Европа. Оваа ситуација не е ништо посебна, секогаш е за нив тешко да се продрат на граничните премини. Сепак од невладините велат дека бројот на мигранти кои во моментот поминуваат не е зголемен. Дополнително камповите во Грција каде имало околу 60.000 бегалци се затворени, а на луѓето не им било дозволено да излегуваат надвор од нив. Италските мигрантите кои беа на границата на грчко-турската граница се повлекоа на турска територија. Во секој случај пандемијата само ги доведува во поголем ризик бидејќи ако не се видливи за системот и не се видливи за нас, како што можеме да ги заштитиме. Единствен во Македонија ако сте бегалец или мигранти и регуларното движење. Меѓутоа оние што се движат и што не ги примаат во камповите, тие се целосно заштитени кога доаѓаат и оние што не се бараат да се заштитат, запознати се со целата ситуација, ја следат состојбата, знаат што се случува. Инаку секој мигрант кој периодов се прима во транзитно прифатните центри Вино Јукита Бановце во земјава, според протоколот останува во 14-дневен карантин, се додека не му помине задолжителната самоизолација, им се прават тестови и ако се негативни потоа се пуштаат. Смаилов ги вели дека бегалците и понатаму се изложени на криминални действија и дека тарифата која тие сега ја плаќаат за да стигнат до крајната дестинација е различна од граница до граница. Самите трошоци за криумчарење чинат како се префрлаат од граница до граница. Еден граничен премин било 800 евра, друг граничен премин, значи не е веќе од тука до Германија, туку секој граничен премин посебно им го тарифираат. Исмаиловик и Здравкин не очекуваат нагло зголемување на бројот на мигранти кои би поминували низ нашата територија во текот на летните месеци. Од Охрица, Гласот на Америка, Мики Трајковски. Њујорк почна со првата фаза на отворање, меѓутоа голем дел од рестораните ќе останат затворени до крајот на овој месец. Сепак, некои граѓани се сноодливи, па почнаа да произведуваат храна дома. Погледнете.
Сега кога пандемијата на коронавирусот го отежнува добивањето на свеж зеленчук и овошје, Ле се ружива во градината што ја прави во незиниот стан. Секој квадратен сантиметар се користи за некоја земјоделска намена, било да одгледува зелка или зелена салатка. Незината градина е сон на секој вегетаријанец. Редови на ќелј и бел лук растат заедно со јагоди, нане и други растенија. Има дури и дрво на смоква. Lavender, peppermint, more strawberries. Како и многу други, и Лесер ја загуби работата поради пандемијата на коронавирусот. Од средината на март, таа става изртени ркулци во мали картонски кутии пред незиниот дом, нудејќи ги бесплатно. Уште првиот ден, луѓето зедоа 150 од нив. За една недела тој број се удвоил. Таа се надева дека незините соседи ќе ги искористат за да си направат своји градини. I'm trying to think of ways to help other people. Сакам да им помогнам на другите луѓе да го направат тоа. I like to grow a lot of herbs because they're generally Ми се допаѓа да одгледувам зачински растенија бидејќи тие обично се прилично скапи да ги купите. Добро е да ги додадете на вашите оброци со тоа да ги направите повкусни. И доматите лесно се одгледуваат како и пиперките. Марчел Ван Оен е председател на невладината организација наречена Grow New York. Веќе 3 децении ги охрабрува жителите на градот да одгледуваат зеленчук во своји градини. Групата порано ги претвореше напуштените паркинзи во градини, но денес волонтерите доставуваат зеленчук до оние кои што имаат потреба. Илјадници кутии одат во заедниците што се тешко погодени или економски не се во можност да си дозволат. Ендрю Фауст, собственик на Центарот за биорегионално живење, ги учи луѓето да живеат во склад со природата. Неговиот центар, лоциран на северот на Њујорк, одгледува разновидно органско овошје и зеленчук. Тој вели дека пандемијата ги открила многуте грешки во планирањето. Сакате да имате банки за храна што ќе ги задоволат потребите за неколку месеци, што ќе храни луѓе на одреден радиус. Бетонските покриви на Њујорк сега прават зеленкаста линија, со сите растенија што најдоа место покрај столиците и чадорите за одмарање. А проблемите со дишењето деновиве најчесто се поврзуваат со можна зараза со COVID-19. Во продолжение за едно сосема поинакво искуство. Во повеќе од една деценија на Мишел Скелдон и биле препишувани се посилни и посилни лекови за астма, како што имала се поголеми тешкоти со дишењето. Дури да одев неколку чекори ми беше мошне тешко и имав проблеми со дишењето. Во одредена фаза земав и кислород. Откако развила сериозен случај на пневмонија, незиниот лекар ја испратил на гастроентеролог. Повторно ги анализиравме симптомите. Дали има некоја причина за ваквата состојба во белите дробови? Дали можеби не се работи за астма? Тестовите покажале дека рефлексната киселина од незиниот стомак била лоцирана во хранопроводникот, што ја поврзува устата со стомакот. Таа немала астма. Многу често примаме пациенти кои што доаѓаат со дијагноза за астма, но кога ќе завршиме формално тестирање на хранопроводникот, пронаоѓаме дека нема такво заболување. Некои рефлексни киселини се нормални, но ако навлезат преку хранопроводникот во грлото, може да завршат во белите дробови. Всушност, Скелдон имала гастроесофегална рефлексна киселина, честопати позната под акронимот GERD. Тоа може да предизвика бројни симптоми: кашлица, суво грло, недостиг од здив, пневмонија. Ризични фактори за GERD може да бидат прекумерна тежина или бременост, пушењето, јадењето мрсна и пржена храна, пиење кафе или алкохол може да ги зголеми симптомите. Намалување на тежината или промени во начинот на живот може да помогнат. Исто како и лекови, па дури и операција за да се спречи тешност со стомакот да стаса до белите дробови. Веднаш по операцијата се чувствував поинаку. Кашлицата запре. Голема промена, како ноќ и ден. Животот на Скелдон сега е повторно во нормала и нема тешкоти со губењето на здивот. Благодарам што не гледавте. Пријатно до утре.